Бугарското присвојување на Охрид повторно главна тема во предизборието кај источниот сосед. ВМРО БНД на Красимир Каракачанов, кој е на дното на анкетите во Бугарија и многу тешко да влезе во парламентот, во својот последен промотивен спот каде главна тема е брање на бугарштината, токму со тој збор и Охрид во позадината на видеоматеријалот бара глас повеќе од бугарските гласачи. За семејството и христијанските ценности, за паметта и българщината, за българските патриоти. Иако на сите провокации кои доаѓаат од официјална Софија, односно тамошните власти, Македонија е без никаква официјална реакција. Стигна реакција за ова видео кое сепак е само партиско. Од МНР барат источниот сосед да ги осудил ваквите провокативни спотови кон Македонија. Во напорите за засилување на диалогот и за цврстување на довербата, сето во функција на унапредување на добрососедските односи, објавувањето на предизборни спотови во кои се изразуваат територијални претензии, едностранни чувства за припадност и присвојување кон друга соседна држава, не е во духот на градење пријателство и почитување на европските вредности, за кои заедно толку многу се заземаме. Од Бугарија секојдневно слушаме дека Македонија била бугарска, а претходно од устата на бугарскиот европратеник Ангел Джамбаски, повторно Охрид беше искористен во кампања, порачувајќи дека Македонија имала времени владетели кои во моментов биле во таа бугарска држава, кажа дека Охрид бил бугарска престолнина. Колкото поистерично мразите Софија, толкова по-български остава Охрид. Колкото посилно крещите вашите лъжи, толкова по-бърз и по-ужасен ще бъде вашият край. Заев, почитувани, колкото да се въртиш, Македонија е българска. И колкото и да се въртиш, Албанија все ще ти од запад. Инаку токму Бугарија во моментов е пречка на Македонија на патот кон Европската унија. Од Софија бараат да сме признаеле нивната историска вистина, со која директно судира по македонските национални интереси, за да можеме да напредуваме во евроинтеграциите.